Како овие нови задолжувања ќе влијаат на јавниот долг? Имаше стравување дека ни се спрема и грчко сценарио на некој начин. Како ги гледате овие ризици, како тие ризици да се надминат на него? Така, нашиот јавен долг само за време на пандемијата, како што знаете, се зголеми за 10% поени. Така. И тоа беше за поддршка на доходите на оние сектори нели каде што имаше затварање и така натаму. Тоа беше несреќна околност што ево на некој начин не погоди со зголемување на јавниот долг. Зголемен јавен долг значи повисоки камати за отплата на тој јавен долг, кои што може да се употребат на овој друго место. Од аспект на новите задолжувања, единствено што нели е вака на повидок е реализацијата на унгарскиот кредит, кој што е во тек на реализација, но и таму, знаете, повлекувањата одат сукцесивно. Не значи дека ефектот е инстантен. А за британскиот кредит, јас не гледам ништо на повидок. Не мислам дека нешто во 2025 година ефективно ќе се реализира, затоа што најавите се дека ќе се финансираат проекти. Таму постојат постапки, процедури и така натаму и така натаму. И мислам дека тоа би било сукцесивно задолжување во тек на повеќе години. Сега, вие рековте за брзата пруга, јас мислам дека повеќе тие 2 милиарди, овој не ми е проверен податок, но моје очекување е дека ќе се насочат на исплата на фактурите што ќе ги испорачува конзорциумот Бехтеленка. Знаете, ние за прв пат во историјата на Република Македонија, минатата влада влезе во една авантура да подпише договор за кој што не беа обезбедени средства за финансирање. Рекоа е од буџетот, знаете се буџетот покрај оние обврски што ги има од нели плати, пензии, социјални давачки и така натаму и нешто за капитални инвестиции, сега ако му дадете по 200, 300 или 500 милиони дополнителни евра да се обезбедат, треба да најдете начин од кај да ги финансирате. Јас само направив една паралела кога бев министер за финансии. Единствено оној дел од коридорот 10 меѓу Демеркапија и Смоквица не беше 30 километри изграден и ние баравме не почнавме додека не обезбедивме финансиска конструкција, ефтино финансирање од Европска инвестициска банка, од ЕБОР и така натаму. Ова е невидено што го направи претходната влада со проектот Бехтеленка и сега некој мора да се снаоѓа во таа ситуација, да обезбедува колку толку поволни средства за да може да видите, знаете, јавноста знае, информира, се работи на терен. И тие испорачуваат според ситуација и фактури, мора тие да се плаќаат. И мислам дека добар дел, барем од првичните средства што ќе дојдат од британскиот кредит ќе бидат насочени за покривање на тоа. А додека за